Најпрво сакаме да изразиме нашето задоволство за вашето присуство во волку голем број, бидејќи тоа ни дава информација од ваша страна дека оваа тема за која што денеска ние ви збореле е се поактуелна и се позастапена и сите не загрижува во однос на отпадот и неговото рециклирање и исполнувањето на националните цели. Значи, ние како на ниво на држава во последниве години можеме да увидиме дека се почесто во јавноста циркулираат информациите околу депониите, околу загадувањето на реките, на воздухот. Значи, оваа тема во однос на отпадот станува се поактуелна. Односно, со други зборови можеме да кажеме дека на ниво на држава генерално имаме проблем во однос на отпадот кој што се генерира во нашата држава, особено ако се споредиме со европските држави, онаму каде што ние целиме. Ние како колективни постапувачи и компании кои што членуваме во оваа асоциација на секундарни суровини, со нашите активности од почетокот на компаниите, значи 2011 година, согласно Законот за управување со пакување и отпад од пакување, на самиот почеток успеавме да собереме и да однесеме на рециклирање преку 10.000 тони отпад од пакување, кој што дотогаш завршуваше на депониите. Со нашите континуирани акции, колективни постапувачи, изминатава година, значи 2016 година, однесовме 25.000 тони отпад од пакување, кој што заврши на рециклирање и не заврши на нашите депонии, кои диви, кои со лиценца за работа. Само за појаснување до јавноста, колективни постапувачи се компании кои што се грижат за отпадот од пакување кој што е пуштен на пазарот во нашата држава од страна на производителите и увозниците кои што продаваат или увезуваат одреден тип на производи. Тие нас не овластиле согласно законот да се грижиме за нивниот отпад и ние тоа го работиме најдобро што можеме. За информација до јавноста, согласно европските директиви, во 2020 година на ниво на држава треба да собереме и да рециклираме, на ниво на држава зборам, тоа се национални цели, 60% од отпадот од пакување кој што се генерира во нашата држава. За исполнување на овие национални цели, кои што се, можам да кажам, сериозно високи, потребна е инвестиција во инфраструктура, потребна е инвестиција во собирање, значи инвестиција во контејнери и инвестиција во собирање и подигнување на јавноста и едукација на јавноста во однос на отпадот од пакување, односно кој отпад во кој контејнер се фрла. Ние како колективни постапувачи до сега во изминативе 5 години имаме инвестирано во преку 1000 контејнери на ниво на држава, во кои што се собрани дел од овие количини кои што се однесени на рециклирање се собрани во тие контејнери и повеќе од 3000 останати садови кои што се распространети исто значи низ нашата држава, помали садови во однос на контејнерските места кои што служат исто за собирање на овој отпад од пакување. А за исполнување на националните цели, секако дека овие бројки кои што досега ние сме ги инвестирале не се доволни. Потребни се уште значајни инвестиции во однос на инфраструктура и контејнерите на ниво на држава. Меѓутоа, ние со моменталната ситуација и поставеноста на комуналните предпријатија, општините, нивната заинтересираност по однос на овој закон и на крај на денот и државата, не можеме да ги оствариме тие инвестиции. Покрај инвестициите во инфраструктурата, дополнително треба соработка и инвестиции од страна на јавните комунални предпријатија на ниво на општини, на ниво на локални самоуправи во однос на подобрување на нивното опремување за сервисирање на таа инфраструктура. Бидејќи залудно е вие ако инвестирате во модерна и современа инфраструктура, контејнери за собирање на отпадот, доколку јавните предпријатија не се во состојба тие контејнери да сервисираат таа инфраструктура. Значи, потребна е взаемна соработка помеѓу колективните постапувачи и помеѓу јавните комунални предпријатија и локалната самоуправа на највисоко ниво во однос на ова прашање
за исполнување на тие национални цели, односно 60% од отпадот пакување да го рециклираме на национално ниво. Бидејќи тие 60% многу брзо ќе дојдат, за 3 години значи ќе дојдат, и тогаш во 2020 година нас од европските комисии ќе нас запрашаат докаде е прашањето во однос на рециклирањето на отпадот пакување на ниво на држава, бидејќи мора тие цели ние да ги исполниме за потоа да се продолжи со понатамошните преговори за во однос на европската интеграција на Македонија. Друго што би сакале да напоменеме е дека во овој систем кој што е организиран од колективните постапувачи на ниво на држава се вклучени само 1/3 од компаниите кои што имаат законска обврска да го пријавуваат отпадот пакување. Значи 2/3 од компаниите воопшто верувам дека го познаваат законот, меѓутоа не партиципираат, односно на некој начин не го почитуваат законот и не се усогласени со законската регулатива во однос на ова прашање. Само за споредба за медиумите, мислам дека тоа би било интересно. Во европските земји, бидејќи ние ги имаме тие искуства и податоци, во европските земји по основ на ова прашање трошокот по глава на жител, пример за една Германија, за една Белгија, во однос на ова прашање, во тој трошок се покриваат инвестиции во контејнери, инфраструктура, инвестиции во средства за осовременување на локалните јавни претпријатија, изнесува 10 евра по глава на жител на годишно ниво. Значи во една Германија де факто се издвојуваат 10 евра по глава на жител за решавање на овие еколошки да кажам проблеми. Во нашите околни држави, Бугарија, Србија, Словенија, ова инвестиција изнесува негде околу 2 евра по глава на жител. Тоа се средства, значи ако ги помножиме на Словенија, 2 евра по глава на жител по 2 милиона, негде околу 4 милиони евра словенскиот колективен постапувач инвестира во тие нивни активности на ниво на држава, се разбориме. Во Македонија тие трошоци изнесуваат 0,5 евра по глава на жител. Значи далеку сме од регионот во однос на средства и во однос на можности за исполнување на националните цели со ситуацијата каква што е сега. Ние искрено се надеваме дека помошта од страна на Европската Унија во однос на твининг проектот кој што ги имаат за соработка со Министерството за животна средина, дека нивните сугестии и нивната добра волја за промена во однос на законите и неговата целосна имплементација, дека ќе најдена позитивни реакции во однос на јавните претпријатија и Министерството за животна средина и дека ќе се имплементираат оние предлози кои што ќе ни ги дадат нашите европски соработници, европски компании, бидејќи тие кај нив овој закон веќе функционира повеќе од 30 години и ги имаат искуствата, ние тука треба само тоа да го имплементираме, тоа што тие не посоветуваат. Овој систем за интегрално управување со отпадот од пакување, кој што по колективни постапувачи почна да се реализира со донесување на законот за 2011 година, подразбира за вклучување на правните субјекти кои се играчи во оваа област, односно општините и комуналните претпријатија. И граѓаните во општините, кај што секако свеста треба да се подигне нивото на свеста. Во досегашниот период проблемот беше несоодветната соработка со општините и комуналните претпријатија, односно капацитетот, што вика човековите ресурси кај нив, а без нивна соработка ние не можеме да го споставиме интегрален систем за управување со пакување, ради тоа што они се нашите партнери за реализација на системот. Проблем со кој што се соочувам исто што во законот ќе треба да се промени, дадена е висината на наdomестокот, што го плаќаат правните субјекти кои што се членки во нашите системи и кои што издвојуваат зависно од колку отпад од пакување генерираат на месечно ниво. Овие цени се дадени од 2011 година со донесување на законот, а се работи за берзански цени, кај што е хартијата, пластиката. Знаете дека како расте цената на нафтата, расте на пластиката. Како паѓа цената на нафтата, паѓа и на пластиката. Така да ќе мора да се направи една методологија
koja što ќе ги следи овие берзански движења, за да може да се реагира со надоместокот кој што е наша параметар, за да ние ги одредиме нашите надоместоци кои што партнерите, наши правните субјекти кои што се во системот ќе го плаќаат. Во иднина сега има еден фин систем во рамки на Министерството, кај што се иде во подобрување на законската регулатива, за подобрување на капацитетите на Министерството. Мислам дека ќе се опфатат и општините и комуналните предпријатија, дека со ваков капацитет на комунални предпријатија и општини ние сме поставени во ситуација да сериозен проблем да не можеме да го воспоставиме овој систем и да ги утврдиме националните, да ги постигнеме тие национални цели што се поставени со закони. Друга една законска обврска која што треба да се види, ќе Министерството ќе надлежното ќе реагира. Националните цели се ревидираат најмалце во рок, еднешка во рок на 3 години. Значи, од 2011 година националните цели се уште не се ревидирани, а тоа, знаете, тоа зависи од отпадот што се генерира на колично ниво, а со оглед на економската миграција што имаме од државата, ние не можеме да кажеме дека ние исти национални цели што се вградени во законот од 2011 година се релевантни и како и во сегашниот момент. Значи, тоа е законска обврска, треба да се ревидираат негде на 3 години. Секако дека проблем ни представува и свеста, подигањето на свест меѓу граѓаните, понатамошниот период и покрај напорите со општините, со работка имаме подпишано договори со општините, меѓутоа сепак тоа треба да иде по еден автоматизам реализацијата на обврските. Нашата обврска ние например исполнуваме, даваме контейнери за разделно селектирање на отпадот, меѓутоа ги поставуваме на соодветни места кај што може да бидат сервисирани, заедно тоа во соработка со комуналните предпријатија, меѓутоа тој процес треба континуирано да тече, не трпи застои, не трпи избор или нешто така и бара континуирана ангажираност од страна на комуналните предпријатија и правните субјекти кои што се инволвирани во овие активности.